Денес недела доцна попладне, 21. јули 2024 година, имаме повеќе од 10 активни пожари на отворено и шумски пожари. Најзначено од се е дека не е загрозено ниту едно населено место, пожарите се движат споро, во текот на ноќта тие драстично успоруваат, а некои од нив и загаснуваат сами од себе, за да се разбудат повторно утре со покачувањето на температурите. Во овој момент, неколку сериозни пожари, кои што веќе ги броеме одвоено, бидејќи физички се разделени, се пожарите на планината Серта, кои што повторно почнаа да беснеат со големо темпо. Првиот пожар е пожарот зад мене, кој што почнува негде над војниот полигон Криволак во насока на военото стрелиште Пенуш, односно кон реката Брегалница. Се обидовме овој пожар да го сопреме на земјениот пат, кој што оди околу полигонот Криволак. За жал, на една точка премина од другата страна и почна да го шири фронтот, иако сега можам да забележам дека ја губи снагата. Вториот пожар на планината Серта е пожарот од штипската страна над селото Пухче, кој се движи во насока на селото Селце. Поголем фронт, гори, шума. Третиот пожар на планината Серта е од Неготинската страна, веднаш под ловиштето. Четвртиот пожар е пожарот над селото Калањево, односно спроти селото Калањево. Пожар кој што беше ставен под контрола, а потоа целосно изгаснат. За жал, денес повторно се разбудија неколку огнени точки. Веднаш действувавме врз него пред да се прошири, но воздухопловите моравме да ги упатиме итно кон друга локација, поради што тој се уште е активен. Наредниот пожар е на територијата на општина Чашка, и тоа кај селата Габровник, Мокрени и Богомила. По голема линија, можеби 30 на километри, со огнени точки. Ниту од овие населени места не е загрозено. Карактеристика за овие пожари е тоа што се работи за стрмни падини на планина, трупците кои што горат се тракалаат надолу кон подолницата и притоа предизвикуваат огнени линии зад нив, што дополнително го отежнува нивното гасење. Наредниот пожар на територијата на општина Чашка е пожарот околу врвот или планината Лисец, кој што уште е активен. Карактеристично е дека на овие два пожари денес делуваме со сите расположливи воздухопловни сили, но на земја гаснат локалните пожарникари, поддржани со припадници на полицијата, армијата, како и тимови од национални шуми. Наредниот пожар, кој што исто така е доста сериозен, е на територијата на Македонски Брод, каде што на некои места гори и борова шума. Тој се движи од атарот на селото Тажево кон село Брезница. Но се обидовме овде да действуваме со воздухоплови, иако немавме некој сериозен резултат. Наредниот пожар е пожарот кој што од Прилепското Небрегово се движи во насока на планината Мукос во општина Чашка, но предмалку ми јавија дека овој пожар има еден од краците кој што се движи кон манастирот во близина на Небрегово. Станува доцна ќе се обидеме да упатиме некој воздухоплов, но веќе воздухопловите полека се повлекуваат, бидејќи е веќе 7 часот помина. Исто така, имаме активен пожар кој што мислам дека веќе е под контрола кај село општина Росомен, село Фариш, и за жал денес изби уште еден нов сериозен пожар на територијата на општина Гевгелија над селото Мрзенци, каде што исто така действувавме со трактори и имаме одреден успех. Генерално денес беа ангажирани повеќе од 150 припадници на армијата, повеќе од 55 припадници на полицијата и 40 припадници на дирекцијата за заштита и спасување. Повторувам, ниту едно населено место не е загрозено. Поголем дел од пожарите гори нискоквалитетна шума, трње, грмушки, трева, и економската штета кај поголем дел од пожарите е ниска, но еколошката штета е голема, бидејќи дури тие трња, нискостеблисти растенија и трева се дом за многу животни, дополнително ја загадуваат околината. Конкретно чадот од пожарот зад мене се чувствува дури и во Свети Николе и во Штип, иако денес неговото горење е помало во однос на синоќешниот период. Тоа отприлика се за оваа изјава. Доколку има нови значајни моменти, ќе бидете известени во Вибер групата на ЦУК.